Добре дојдовте во училница по предметот музичко образование за 8 одделение. Наслов на денешната наставна единица е дрвени дувачки инструменти, обоа, англиски рог, фагот и контрафагот. Наставна тема слушање музика преку музичките дела Лебедово езеро, Петар Илич Чајковски, Петре и волкот, Сергеј Прокофјев, концерт за фагот, Карл Марија фон Вебер и од новиот свет, Девета симфонија, Антонин Двошак. Потребен е прибор за пишување и музичка тетрадка. Цели на содржината: препознавање и опишување на дрвените дувачки инструменти со дводелна пластинка, обоа, англиски рог, фагот и контрафагот. Објаснување за начинот на произведување на тон кај истите. Исходи: набројување на дрвените дувачки инструменти со дводелна пластинка, обоа, англиски рог, фагот и контрафагот. Испоредување и разликување на горе наведените музички инструменти. Да се потсетиме, дрвените дувачки инструменти се изработуваат од дрво или метал. Тонот се добива со дување во слободен отвор или во усник со едноделна или дводелна трска. Во групата на дрвени дувачки инструменти спаѓаат флейта, пиколо, кларинет, бас-кларинет, саксофон, обоа, англиски рог, фагот и контрафагот. Дрвени дувачки инструменти, обоа, англиски рог, фагот и контрафагот. Тонот се добива со дување во усник, со дводелна трска, пластинка и треперење на воздухот во цевката на инструментот. Со отворање или затворање на слободните отвори со метални клапни се добиваат тонови различни по висина. Обоа. Фотографии за изгледот на музичкиот инструмент. Став, положба и држење, начинот на држење на инструментот, а што се однесува на интерпретацијата, обоата звучи вака. Обоа. Имавме прилика да чуеме фрагмент од балетот Лебедово езеро, за кој музиката ја напишал Петар Илич Чајковски. На овој линк ќе го чуете музичкото дело. Обоата настанала од еден вид средновековен шалмај, дрвен инструмент со долга цевка. По форма е слична на кларинетот, но наместо усник има кратко метално цевче, во кое е вметнато двојното јазиче. На средниот дел се отворите со клапни, а долниот дел на цевката има топчеста форма. Обоата има назелна и остра боја. Во зависност од регистарот, може да звучи и нежно и идилично, дури и трогателно, а високите тонови понекогаш имаат ориентален призвук. Поради незиниот интонативен и прецизен звук, обоата се користи за штимање на оркестар. Се применува во оркестар, камерна и солистичка музика. Англиски рог. Фотографии за изглед на инструментот, начинот на држење на музичкиот инструмент, англиски рог. Звучи вака. Англиски рог. Инструмент сличен на обоата и звучи за 5 тонови пониско од неа. Композиторите го употребуваат за искажување на елегични и пасторални расположби. На следниот линк можете да чуете англиски рог во исполнение на главната тема во бавниот став во Девета симфонија од новиот свет на Антонин Двошак.
Познати светски изведувачи на обоа се Франческо Барсанти, Джузепе Самартини, Албрехт Мајер и други. Познати домашни изведувачи се Васил Атанасов, Гордана Јосифова и други. Нотирајте ги музичките дела во дневникот за слушање музика и истражувајте за животот и делата на композиторите. Фагот, дводелна трска, усник или така наречено дупло јазиче од трска. Фаготот се состои од дрвена цевка долга околу 2,5 метри, поделена на делови, што се поврзуваат. Тој е најголем дрвен дувачки инструмент, се развил во 16 век од стариот инструмент бомбарда. Во горниот дел е вметнато метално цевче со дупло јазиче од трска, во кое се дува при што се создава тон. Има отвори долж цевката и сложен механизам на лостови и клапни. Опфаќа голем тонски опсег во длабокиот и средниот регистар. Фаготот е технички подвижен инструмент. Композиторите го користат за брзи, шеговени и изразито мирни мелодии. Има басова улога во групата на дрвени дувачки инструменти. Освен во оркестарот, фаготот се применува и во камерните ансамбли, понекогаш има концертна, солистичка примена. Токму таков пример предлагам да чуеме. Концерт за фагот во придружба на пијано од композиторот Карл Марија фон Вебер во изведба на фаготистот Александар Тасевски.
Контрафагот. По форма е сличен на фаготот, но е многу поголем. Звучи за октава пониско од фаготот. Карактеристични му се длабоките тонови. Во оркестарот се користи како хармонска подлога. Имаме прилика да видиме како изгледа контрафагот. А за тоа како звучи ќе чуеме. Познати светски изведувачи на фагот се Клаус Тунеман, Милан Турковиќ, Валери Попов и други. Познати домашни изведувачи на фагот се Даниел Апостолов, Горан Зафировиќ, Маријан Милошевски и други. Препорака за слушање: Петре и волкот, Сергеј Прокофјев. Да повториме. Во дрвени дувачки инструменти со дводелна пластинка спаѓаат обоа, англиски рог, фагот и контрафагот. Благодарност.